Денешната тема на ово исчитување од тарот картите ќе биде колективна групна тематска порака од тарот картите, која што ќе биде по принцип бирај карта, енергија да имате две групи или пак две карти кои што ќе изберете интуитивно. Денешната тема на ова колективно групно читање е што се крие од мене, или пак енергија што е тоа што е скриено позади велот на овие тајни. Ајде да дознаеме што се крие од вас. Се гледаме во групното исчитување од тарот картите. И добре дојдовте прва моја група. За сите вас што избравте оваа карта или пак прва моја карта, за сите вас што избравте оваа карта, ајде да видиме што се крие од вас или пак што се крие позади велот на тајните. Енергија да дознаеме, персона, настан, момент каде што се надевам дека и сите што ја одбравте првата карта ќе се пронајдете во ова исчитување од овие колективни групни исчитувања од тарот картите. Па да започнеме и да видиме што се крие позади велот на тајните или пак што се крие од вас. Ајде да видиме. Видиме персона, настан, момент каде што и некои ќе се препознаат. Улогите секогаш можат да бидат заменети во овие групни колективни исчитувања од тарот картите и ќе биде момент на распознавање. Нема место како својот дом. Енергија каде што некој е поврзан со својот дом, енергија каде што ќе биде момент да некој спознае некоја вистина за својот дом или пак за својата внатрешност, енергија каде што некој од вашето семено обкружување крие огромна тајна, има велна тајност, енергија каде што некој ќе издаде некоја тајна случајно или пак енергија каде што нема место, значи не е место како својот дом. Нема место како својот дом. Енергија каде што некој емотивно ќе се открие, ќе издаде тајна или пак некоја тајна која што е за вашиот дом. Енергија каде што некој можеби и манифестира желба, но ја крие во својата внатрешност. Ајде да видиме за што станува збор. Да видиме што ќе ни дадат тарот картите. Ајде да видиме што се крие од вас во оваа прва моја група или пак прва карта. Што е тоа што се крие од вас или пак што се крие позади велот на тајната. На оваа тајна нема место како дом, како својот дом. No place like home. Нема место како дом. Ајде да видиме што се крие позади велот на овие тајни. Тајна. Се кријат три персони, трио фантастико. Се крие еден пустињак, сам човек, еден јавач кој што доаѓа во пресрет на ова криење и усидрување. Енергија да. Три персони од вашето обкружување или пак домашно обкружување ќе бидат во пресрет на две персони каде што едната персона која што сака да се доближи до вашиот дом е персона на интуитивец, сам човек кој што
ќе донесе битна и јасна порака до вашето домашно обкружување, енергија каде што оваа персона, овој самотњак или пак енергија на пустињак, е персона која што била во интроспекција, во сама себе влегла и била подалеку од вашето тесно домашно обкружување. Енергија каде што носи одлука и наоѓа светло преку друга персона која што само што не пристигнала до вас, не ви донела моментна порака или пак позив, енергија каде што друга персона ќе биде испратена од оваа персона да бидат во енергија да овој пустињак или пак оваа персона, овој човек, оваа жена, не е битно, оваа енергија е да влезе во вашиот дом, во вашето обкружување, а сето тоа е под вел на тајни од 3 персони или пак 3 персони кои што се веќе во вашиот дом. Енергија каде што оваа персона духовно изградена, енергија каде што долго време работела сама на себе, била во енергетска интроспекција, е самостална енергија, значи оваа персона никој нема околу него, нема трета персона, но оваа персона крие од вас, поточно овие 3 персони кријат од вас персона која што е осамена и сама, која што сака да влезе во вашиот енергетски дел. Значи, оваа персона сака да влезе во вашиот енергетски дел, како да се усидри во вашиот дом или пак да бидете во заедница. Ајде да видиме што ќе кажат тарот картите. Ајде да видиме што е тоа што се крие од вас. Што е тоа позади велот на тајните. Персона која што доаѓа до вас преку порака од трета персона, а тоа е што се крие 3 персони од вашето семено обкружување кријат доаѓање на оваа персона и влез во вашиот животен енергетски дел. Персона која што е подалеку од вас. Пустињак, самотњак, 5 купови, темперанс и 5 штапови. Оваа персона е сама персона. Оваа персона се уште е во интроспекција или пак била во интроспекција, каде што овие 3 персони ја заскриваат оваа персона која што е сама и која што доаѓа од вашиот енергетски дел или пак ве напуштила, но сега повторно сака да се врати. Оваа персона има уште една лојална персона која што овој коњаник ќе дојде до вас да ви донесе порака или пак да ве извести за оваа персона дека сака да се врати во вашиот живот или пак зема енергии, дознава од преку овие 3 персони од вашето домашно обкружување, семено обкружување, дознава информации и ги пренесува на оваа персона која што и духовно расте. Енергија каде што 5 купови е персона која што е во момент на емотивен
расплет доживува, доживеала еден емотивен расплет или едноставно емотивна издаја. Енергија каде што оваа персона сега се кае затоа што го напуштила вашиот дом. Се надевам дека сите ќе ја препознаете оваа персона, а големата тајна се крие од 3 персони кои што се во вашето домашно обкружување или пак семено обкружување. Енергија каде што божествениот наплив на енергии кои што ќе бидат божанска интервенција за вас или пак темперанс момент каде што причекувала оваа персона за да влезе во вашиот енергетски дел, за да се врати во вашиот дом или пак да се врати во вашата енергија, да се соочи со голема борба или пак со конкуренција каде што ќе биде момент да се бори за вас. Енергија каде што ќе треба да се бори, да добие нешто за да се врати во вашиот енергетски дел или пак вие да се врати, да се усидри затоа што ве издала. Оваа персона ви има издадено и се има повлечено. Емотивно ви има издадено. А плетени се 3 персони од вашето тесно семејство или пак тесно обкружување околу вашето семејство. Ајде да видиме што ви порачува оваа персона, зашто сака, зашто го крие ова доаѓање, зашто токму го крие ова доаѓање. Оваа персона го крие своето доаѓање затоа што е во енергија да биде во борба за моментална борба во неговиот енергетски дел или пак оваа персона е во една анксиозност, во една депресивност, каде што и неговата интроспекција и пак незината интроспекција е во момент на ова е машка персона, ова не е женска персона, но сепак ова се енергии, земете мажи вие во ваш род, жени вие земете во мој род, јас сум жена и читам во свој род. Така да, енергија каде што ова е анксиозна персона, депресивна, не може да донесе битни и важни одлуки, е сам цела во размислување, во склопување на нештата, не може да си опрости за некои работи што ви ги предизвикала, но оваа персона е оставена во една ладност или пак енергија да некој ја има изиграно на парично, материјално, енергетско ниво. Енергија да оваа персона добива удар од универзумот за тоа што како вас ви изиграла во изминатиот период или пак некој подолг период каде што и самата персона се повлекува од вашиот дом или пак си заминува од вашата енергија. Оваа персона сега сака да влезе во една верба сам во себе дека ќе направи добар чекор, ако добие добри информации, а тие информации ги издаваат 3 персони кои што се блиску во вашиот енергетски дел или пак домашен енергетски момент. Енергија каде што оваа персона сака да ве врати, сака да се врати во вашиот енергетски дел и да биде усидрен. Енергија да му треба персона која што емотивно ќе го излечи, а вие сте во енергија на кралица на куповите. Енергија каде што сте со добро срце и сте во емотивна
искреност, енергија каде што сте се давале и се уште се давате, но не на оваа персона. Некои од вас имаат развиено интуиција и имаат осеќање дека вашите моменти на созревање и на размислување на сите ваши движења некој ги издава од вашето потесно семејство или пак фамилија. На оваа персона ги пренесуваат преку трета персона која што е блиска до оваа ваша персона или пак персона која што ви е од значење. Енергија каде што оваа персона сака да се врати во вашиот дом, да го гледа вашиот енергетски дом, вашата емотивност како свој дом. Енергија каде што сака да се усидри. Момент каде што верува, има надеж. Херофантот е бикова енергија, земјена енергија, каде што е момент да оваа персона одела по религиозни моменти, се молела, била во енергија да биде во духовен развој, да се поврзе со универзумот и да испрати една огромна желба или пак порака до универзумот да му ја исполни неговата, можеби и последна желба, која што сте вие таа желба, да се врати во вашиот дом. Енергија каде што ова е традиционална персона, која што гаи емоции за вас, се уште е во енергија да сака да се врати, но ќе се врати во еден момент каде што ќе биде во депресивност, во енергија каде што го ставаат на ладно, значи енергија каде што оваа персона потфрла материјално од трета персона која што го изигрува и го остава како во момента не е материјално достапен. Енергија да за некој од вас ке значи дека му треба згрижување, му треба топлина, емотивност, да оваа персона се врати во негово светло. Ајде да видиме што ќе кажат и Кипер картите. Три персони, две жени и еден маж, кои одаваат информации на трета персона блиска до оваа персона која што и го напуштила вашиот емотивен живот. Енергија да оваа персона сака повторно да се врати до вас. Може би е некој земјен знак или пак да, земјен знак. Девица бик. Вие сте разведени со оваа персона. Главен збор има постара жена. Оваа персона ве напушта затоа што била во брак со постара персона од него која што и имала материјалност. Енергија каде што оваа персона која што сака да се врати во својот енергетски дел, ја користел оваа постара персона која што го финансирала буквално на паричен момент, значи го финансирала, мислел дека ќе биде во момент да донесе битни важни одлуки и да се збогати на овој начин, но оваа персона
наслутила некоја енергија од оваа персона што ве напуштила, што излега од вашиот емотивен живот и сега е во момент на развод, енергија каде што нема пари, секнати се сите пари, материјалната стабилност е секната, стопирана, енергија каде што оваа персона се разведува од оваа постара персона која што и мислел да ја надитри и да ја доведе во една енергија да ги собере сите материјални, цела материјална стабилност, енергија каде што за некој од вас ке значи дека во првата група ке значи дека оваа персона лажела, мажела, енергија каде што била во момент да се збогати преку ноќ, но тркалото на распознавање или пак велот на тајните секогаш се откриваат. Тоа е универзален или пак универзумска правда или пак закон кој што вели тајната никогаш не останува тајна. Секогаш има рок на важност и секоја тајна е откриена. Секогаш. Тоа е универзумски закон кој што секој од нас ќе го запознае. Момент каде што оваа персона останува во момент на 5 пентакли, енергија каде што и го остава оваа постара персона на самостална ладност или пак го остава без пари, затоа што му ги собира сите пари преку суд и преку развод. Момент каде што за некој од вас ке значи дека оваа персона знаат дека е оженета со друга персона која што е за материјалност, но не знаат во која енергетика е направено тоа. Момент каде што за некој од вас и знае дека оваа персона нешто прави, нешто кува, но не знаат дека 3 персони, 2 жени и 1 постар маж или пак средовечен маж ја оддаваат секоја ваша награда, секое ваше зборење, секое ваше преговарање ја оддаваат тајни на оваа персона преку трета персона која што му е многу блиска. Може да биде постар брат, братучет или пак другар од детството, енергија каде што оваа персона е споната за вашата персона која што ве напуштила од многу подавна, за сега да проба да се врати и да се усидри во вашиот дом, како би и се вратила повторно на емоциите кои што ги имала во претходниот период. Ајде да видиме кој доминантен хороскопски знак има оваа персона, за да ви бидат нештата појасни. Да видиме за кого во првата моја група или првата карта оваа тајна ќе биде доминантна. Знак, подзнак Венера или месечина за вас или пак за оваа персона која што сака да се врати на подмолен начин, со тајни и реперкусии во вашиот живот, која ве остава без пари и сега е оставена без пари, без емотивност ве остава, сака да се врати во вашиот живот. Ова се 23 број за некого, може да биде 23 овој месец, за 23 дена, 23 недели. Оваа персона има знак, познак Венера или месечина во ватрените знаци, енергија Овен, Лав, Стрелец. Ајде да видиме што друго. Земјените знаци, Бик, Јарец, Девица, 26 број за некого ќе биде во енергија 26 овој месец или пак за 26 дена, 26 недели од ова читање тарот картите. Шкорпија,
бик, риби и лав. 5, 2, 12, 8, 26, 23. Земете вам како ви резонира оваа персона или пак оваа тајна, некој ќе ја дознае за 23 дена или пак 23 недели, ќе биде разнебитена, отворена тајна. За 26 дена, за некој ќе биде за 8 дена, 8 недели. За други пак ќе биде за 2 дена или пак 2 недели. За трети од вас 12 дена, 12 недели од ова исчитување од тарот картите, а за други пак од вас ќе биде за 5 дена или пак 5 недели од ова читање на тарот картите. Значи, ватрените знаци овен лав стрелец, земјените знаци бик, јарец, девица, шкорпио, бик, риба, лав. Енергија каде што оваа персона сака да се врати во вашиот енергетски емотивен живот, каде што ве остава многу одамна, без материјалност и без емотивност, ве напушта, но сега сака да се врати и да се усидри во вашиот дом, затоа што неговите манипулации со постара жена, која што и сакал да се обогати преку оваа постара жена, се разоткриени и сега ги сноси последиците преку депресивност и анксиозност, со оставање на ладност, со 5 пентакли, момент каде што оваа персона останува без материјалност. Вие ја дознавате најбитната работа или пак го откривате велот на тајните на оваа персона или пак на овие 3 персони кои што се во вашиот дом или пак персони кои што се од вашето тесно семејно опкружување. Се гледаме во наредно видео. Поздрав! И добре дојдовте друга моја група или пак сите вие што одбравте другата карта или пак оваа карта. За вас што е тоа скриено од тебе или пак кои се тајните или пак што е скриено позади велот на тајните во вашиот сегментен живот, енергија каде што се надевам дека ќе и дознаете за некој од вас, а некој од вас и ќе бидат во момент на делумно знаење, пак ја дознаат сегашната вистина или пак ќе се открие една тајна која што некој ја крие или пак енергија која што е скриена од настан, човечки фактор, енергија да универзумот крие од вас. Ајде да видиме што е тоа скриено од вас и што е скриено позади велот на тајната или пак тајните. Ајде да видиме што ќе ни дадат овие Wisdom Oracle карти за другата моја група или пак друга моја карта. Еве го. Доаѓам до работ или пак доаѓање до самиот раб. Енергија каде што некој од вас се на самиот раб, екзистенционален раб, енергија каде што ќе биде во можност да дознаат нека тајна која што некој ги донел до самиот раб, енергија каде што работ е момент на крајна дестинација или пак момент да некој ве избуткал во еден зачаран круг
и ве оставил на самиот раб. За некој од вас ке значи дека вие сте во можност да дознаете вистина за работ на момент на некоја ситуација или пак доаѓање на персона која што ве изневерила и ве оставила во оваа положба, да бидете, да ја дознаете вистината за оваа персона која што е и на доаѓање на самиот раб. За некој од вас ке значи дека ќе дознаат вистина од персона која што е на самиот раб, на самата ивица, да ја искаже својата вистина или пак да каже својата тајна што ја носи долго време во овој зачаран круг или пак енергија да не може повеќе да таи или да пријетајува моменти. Ајде да видиме што ќе не кажат овие карти за вас. Друга моја група. Што се крие? Да видиме што е тоа што некој доаѓа на самиот раб или на самата ивица. Да видиме што е тоа што крие, да го видиме дали е настан, случка, персона. Ајде да видиме што се случува. Енергија субординација или пак момент да нешто соборите. Ајде да видиме што ќе се собори. Земја. Скршено срце. И книга. Велот на тајната за другата моја група е персона која што доаѓа на самиот раб или пак на самата ивица, каде што и крие момент да има скршено срце, но оваа персона го направила предходниот период за вас. Момент каде што и се служела со превари и издаи, момент каде што земјината енергија му дава импулсивност да собори некоја. Негова импулсивна енергија може да се работи за ватрен знак, со познак земја или пак обратно, енергија каде што ова е женска енергија, ова енергија е женска, може да биде од вашиот енергетски дел, пријател, пријателка, другарка која што е од подамна до вас, енергија каде што оваа пријателка е на самиот раб на екзистенција на својот живот, каде што има искршено срце, енергија каде што вие не знаете дека оваа персона во предходниот период долго време чувала тајна која што се борела со самата фреквенција од земјата или пак со самата свесност да ви соопшти момент дека преку незе и од незе била љубоморна, енергија каде што не можела да ги воочи работите, била затворена тајна и ви кажувала само невистини, момент каде што оваа персона е на самиот раб да се искаже и да прсне буквално, за да дознаете дека оваа персона стои позади моментот да вашето срце биде скршено. А зашто тоа го направила? Ајде да ги прашаме тарот картите, да видиме, да добиеме поконкретна информација со кого соработувала и зашто го направила тоа. Оваа персона во принцип е многу љубоморна персона, која што за некој од вас ке значи дека е се уште пријател, се уште во вашиот енергетски дел,
оваа персона ве носи до работ на вашата екзистенција со скршено срце, да не можете да научите да напредувате во вашата свесност, со вашата интелигенција, да не можете да одговорите на моменти за работа, моменти каде што земјените фреквенции, значи се момент на вистини, енергии каде што оваа персона превземала ваша енергичност, затоа што била љубоморна, сакала да биде во ваша енергија. Таа ви го раскршила срцето, затоа што влегла во момент со најверојатно ваш партнер, долгогодишен ваш партнер, каде што и му станува љубовница, енергија каде што тие двајца се во момент на донесување баланс на енергија. Енергија каде што тие двајца, вашата пријателка и вашиот долгогодишен партнер или пак љубовен момент, ви го одзема затоа што сакала сите заслуги да ги добие за себе. Но животот не е само љубов, треба баланс, треба момент на извишување, енергија каде што ве оставаат во еден зачаран круг, ве доведуваат во можност да бидете во оваа персона, значи оваа ваша пријателка, женска енергија, прикажана преку љубовник, преку соборничка, момент каде што ги раскинува врските помеѓу вашиот љубовен партнер и вас. Значи, врската ви е разрушена од оваа трета персона, таа е многогодишна ваша пријателка, која што сте се исповедале, сте кажувале моменти, може би заедно и сте учеле. Оваа персона ве надитрила во момент каде што и ви ги прекинала контактите со вашата персона од интерес. Енергија каде што му станува љубовница на вашиот љубовен партнер. Енергија каде што смислено го прави тоа, балансира помеѓу материјалното и љубовното. Енергија каде што ве носи до 3 штапа, ве истражувала. Ова е случка од минатото, но сега може и да се повтори или пак да се отвори во вашиот енергетски код како момент на соочување вистина од оваа персона. Оваа персона сега истото го поминува како што сте го поминали и вие. Да не можете да екзистирате без вашиот партнер, може да е и ваш брачен партнер, па оваа персона го превземала со два купа, со реципрочно давање и примање, во лага, во несоодветност, да дојде во енергија на љубовница. Енергија каде што балансот е во една огромна моментална енергија, балансирала помеѓу вас и вашиот партнер. Енергија каде што била ваша пријателка, но ја балансирала, балансирала моментот, значи го балансирала моментот помеѓу другарството и вашиот љубовен партнер од интерес. Енергија каде што смислено го раскршила вашето срце. Енергија каде што вашата пријателска можност е ставена во енергија на 3 штапа. Таа го разгледувала моментот за да ја донесе оваа одлука, да ве повреди, да ве стави на еден раб,
значи на една ивица на вашата екзистенционална момент, ве нападнала материјално, ве нападнала, ви го скршила срцето и не ви дава простор да се искачите. Значи едноставно го раскинува моментот на вашата емотивност со вашиот партнер, го раскинува моментот на ве откинува, значи буквално од вашата приврзаност со вашиот емотивен партнер, каде што овој партнер се залагал за вас, ви дал све што е потребно, но оваа ваша пријателка го раскинала моментот на донесување битни и важни одлуки со вашиот партнер, како што влегува во смислено го работела тоа. Момент каде што за некој од вас ќе знаете дека оваа персона е главниот причинител за вашата љубовна, материјална и работна енергија. Главна причинителка која што го направила моментот, а за други пак од вас ќе биде момент да оваа персона веќе не е во нивниот енергетски дел, но ќе дојде до разоткривање на нештата. Оваа персона ќе дојде на вашата врата, затоа што е во огромно каење, енергија да не е повеќе со вашиот партнер, токму така, да не е повеќе со вашиот партнер, но вашиот партнер не може да се врати во вашиот емотивен живот, затоа што ве изневерил, издал со оваа персона што ви е ваша пријателка долгогодишна. Женска енергија, каде што за некој од вас ќе значи дека има и еве го темперанс, момент на 7 купови. Дно на декот, the world. Комуникација преку социјални мрежи, телефони, може да е оваа персона и во странство, отпатувана, може да е на дистанца од вас, се крие, затоа што треба да ви соопшти една голема вистина, но вие сте на самата ивица да дознаете оваа вистина. 5 мачеви, 4 купови, темперанс, 7 купови. Енергија каде што оваа персона денеска во ова групно, во втора група моја, се појавува како една лисица, момент каде што и трината во нејзе, ама ова е лисица која што е итра, но е во друштво со ѓаволот, енергија каде што манипулирала помеѓу вас и вашиот партнер, била ваша пријателка, се смеела, споделувала моменти, се и се што, доаѓала кај вас дома, сте се дружеле, сте излегувале, но била во љубовна врска со вашиот партнер или пак вашиот брачен партнер. Енергија каде што оваа персона сега се кае, е во 5 мачеви, енергија каде што не знае каде му е главата, а каде му е репот, момент каде што не е секојдневна, туку е момент на неизградена личност, енергија каде што потфрлила во момент кога ве блокирала или пак ве издала. Момент каде што ви била и пријателка, но другарка, вие сте и верувале, но она вам не ви верувала затоа што сакала да ви ја одземе сета среќа, била љубоморна на вас. И тоа го направила плански. Момент каде што со 4 купови, оваа персона е момент на медитација, али ова е момент на повлекување емотивно. Оваа персона не е емотивна. Момент каде што таа бара емотивност од други персони.
но да даде емотивност не, ова персона е лажна, лажно се представува како пријателка, а уствари не е. Момент каде што го чека божествениот тајминг да одреди време кога ќе влезе во момент на избори, затоа што тие избори ќе донесат момент да она преку изборите во својот живот донесе битна и важна одлука да ви ја соопшти ова е енергија која што е скриена од вас, ова е тајна, за некој од вас е делумно позната, за некој од вас па и воопшто не е позната, затоа што ова се одигрува и се заминува во дистанца. Значи, светот е момент каде што оваа персона заминува во странство или пак дошла од странство, па заминала повторно во странство. Енергија каде што го завела вашиот сопруг или пак момент на љубовен партнер, каде што е ваша долгогодишна пријателка која што сте и верувале. Оваа персона ве доведува до самиот раб, до самата ивица на овој зачаран круг во кој што сте влегле, момент каде што не се осеќате добро. Момент каде што за некој од вас ќе значи дека се уште веруваат на оваа личност, а оваа личност е неизградена личност, момент каде што само потфрлува и само сака да привлече енергија од персони кои што и се блиски, се представува лажно, но сега е во големо каење, затоа што и се укажани избори, а незиниот избор ќе биде купот со змијата, каде што и ќе касне оваа змија, затоа што велот на тајните ќе биде тргнат. Вие ќе дознаете целата вистина од оваа персона и за оваа персона. Момент каде што некој од вас и го знае тоа, а за други пат од вас ќе биде во енергија да го дознаете преку денешново исчитување од тарот картите и ова да ви се потврди во реалност. Момент каде што и некој ќе биде изненаден кога ќе слушне дека ова е долгогодишна ваша пријателка, другарка, каде што за некој од вас сте учеле. Може да е од детството, да сте учеле во момент на факултет, средно. Момент каде што и дознава за дека може да ве напакости. Значи, таа се пронаоѓа во моментите на превара, издаја, моменти каде што ги посакува сите туги заслуги и убав и волшебен живот, затоа што таа го нема тоа, ја нема таа привилегија за да го створи, момент да го створи. Ајде да видиме киперкартите. Што кажуваат? Може да е оваа персона и реално во затвор, да има превара направено, па фатена е, а може и да е во емотивен затвор, каде што и не се осеќа добро. Сакала да биде како главна женска персона и во тоа успеала, но вие ќе дојдете во момент да добиете добра иднина. Значи да би влезете во една добра иднина. После дознавањето на оваа вистина. Токму така. Оваа персона се удварала на вашата персона од интерес заради
добра иднина или пак добра среќа во незиниот енергетски дел, но оваа персона е во еден ментален, емотивен затвор. Момент каде што и моментот на сандукот или пак смртта го кажува, го носи енергетскиот дел каде што и оваа приказна ќе се затвори за кратко време. Момент каде што ќе биде затворено нештото за оваа персона или пак вашата ивица на работ, значи вашата енергија на работ, на екзистенција, на момент да ви украдена среќата од оваа персона, да ви се раскинати нештата со вашиот емотивен партнер или брачен партнер, дека имате неискажани нешта, повредено срце, оваа персона ќе дојде во момент да све усмрти, да биде во ментален емотивен затвор и да ви признае една добра вистина која што и за некој од вас одамна ја посакувате да ја дознаете. Момент каде што велот на тајните се крие во вашата пријателка. Момент каде што оваа ваша пријателка ви го превзема сета ваша добра иднина со вашиот партнер и она што ви е од универзумот подадено. Ајде да видиме што и кој хороскопски знак доминантен има оваа персона која има тајни, која што ве изманипулирала, која што не се представувала така како што треба и што е ваша пријателка од школските денови за некој од вас. Ајде да видиме. Доминантен хороскопски знак Овен. Риба. За некој од вас за 12 дена или 12 недели ќе бидат во значење, за некој од вас за една недела или еден ден од ова исчитување на тарот картите, Водолија. За некој од вас 11 е во прашање, бројот момент да ја дознаете оваа вистина, да се тргне овој вел на тајната. За други пак од вас броевите ќе бидат значење да ја препознаат оваа персона по раѓање, по некој важен датум, момент каде што за некој од вас ќе значи и дека сте ова вие. Близнак, број 3, водените елементи, Риба, Рак, Шкорпија и 24 и Шкорпија уште еднашка 8. Енергија каде што оваа персона ќе дојде во момент на самиот раб да ви ја признае целата вистина која што и не смеела да направи, но ја направила затоа што е во таква енергија, ментален, емотивен затвор, која што и сака да ја поткрадне туѓата среќа и туѓиот живот. Се надевам дека резонираше ова читање втора моја група или пак втора моја карта, која што ќе бидете во можност да дознаете огромна вистина или пак вистина која што е под вел на тајна. Момент каде што тајните не се повеќе тајни. Тоа е универзумска правда или пак закон кој што секогаш тајните се дознаваат и не можат долго да се чуваат. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!